Почитувани, ги следите регионалните вести на телевизија Кисименада. Ова се настаните на денот. Се прават анализи на 30 лица кои немаат симптоми, но можно е да имале контакт со заболените. Црвениот крст Тетово ќе снабдува храна и лекови за повозрастните, хронично болните и граѓаните во изолација. Лишен од слобода сопственик на интернет кафе во Гостивар заради непочитување на мерките. Бројката на заразени е 35, а во моментов се тестираат 30 лица, повеќето од Дебар, информираше на пресконференција министерот за здравство Венко Филипче. Досега вкупната бројка на заболени од коронавирусот во Македонија е 35. Доцна синоќа беа обработени уште 4 лица и сите се позитивни. Сите ново диагностицирани се со лесна клиничка слика. Стабилна е ситуацијата на сите кои се во инфективната клиника, како и оние во болницата во Дебар. Во моментов се тестираат 30 лица, едно од Куманово, 2 од Скопје, а останатите се од Дебар и околината. Станува збор за лица кои немаат симптоми, но е можно да биле во контакт со некој од заболените. Денеска до 12 часот вкупната бројка на заболени во земјата е 35. Касно синоќа се изработеа резултати на уште 4 пациенти кои што беа во врска со сите претходно диагностицирани во нашата земја, она група од вчерашниот ден која беше последно диагностицирана со тестовите кои што се завршија во текот на денот, а врз основа на епидемиолошките анкети и податоци со кои тие луѓе комуницирале. Сите ново диагностицирани се со лесна клиничка слика, стабилна е ситуацијата на сите пациенти на клиниката за инфективни болести, понатаму на пациентите во Дебар, исто така. Стабилна е состојбата и на пациентката која што е на респираторна машина, нема знаци за влошување на незината состојба. Сите патници од авионот кој слета од Брисел се пуштени дома во задолжителна самоизолација. Објавено е во еден стручен научен труд за тоа како почна епидемијата во Северна Италија и дека најголемиот проблем со кој што може да се соочи еден здравствен систем е да за кратко време се наполнат оделенијата за интензивна нега. Во Италија, во градот Кодоњо, на крајот на јануари бил примен еден пациент со атипична пневмонија, кој што бил диагностициран со коронавирусот и веќе следниот ден 36 други пациенти кои што не биле во директна епидемиолошка врска со претходно примениот пациент, а консекутивно по 10 до 15, односно 12, во првите 3 дена од епидемијата пациенти кои што барале механичка вентилација, односно лекување во оделенијата за интензивна нега. Во таа смисла, сметам дека раното откривање, скрининзите по епидемиолошки индикации, како што веќе почнавме да правиме во Дебар, сега во околината на Струга овие денови, а се прави планот и за некои населби и региони во Скопје, но и во други градови согласно податоците кои што ги имаат епидемиолозите. Сметам дека е многу битно за да се откријат што порано случаите, за да не го преоптеретат здравствениот систем и да понатаму тоа предизвика проблеми и па компликации во лекувањето и неможност да се справуваме со овој проблем. Вчера преку ДВ Баир стигна група од 10 лица. Тие веднаш се сместени во пепелиште и во текот на вечерта и сега утрово се прегледани од епидемиолог и согласно одлуката ќе бидат префрлени во заводот во Демир Капија. Владата побара прогласување на вонредна состојба на целата територија на државата. Техничкиот премиер Спасовски истакна дека со тоа владата ќе може да носи одлуки на дневна основа со сила на закон.
Прогласување на вонредна состојба на целата територија на државата во следните 30 дена, побараа денес од владата. Целта е владата да може да носи одлуки со сила на закон за превенција и справување со ширењето од коронавирусот, особено во однос на економските последици. Ова го побара техничкиот премиер Оливер Спасовски на денешната пресконференција. Мерките што досега се носеа ги дадоа очекуваните резултати. Но тие мерки сега е неопходно да се надополнат, да се заострат, да ги радикализираме со введување на вонредна состојба, за да спречиме колку тоа што е можно уште поголем пик на коронавирусот и тоа во кратко време. Убедени сме дека таквата ескалација можеме да ја спречиме со введувањето на вонредната состојба на целата територија на Република Северна Македонија. Заканата од масовно ширење на вирусот бара радикални мерки. Затоа денеска владата одржа седница и донесе одлука да му предложи на Собранието на Република Северна Македонија да прогласи вонредна состојба. Ништо веќе не е исто. Животот радикално се промени како кај нас, така и во целиот свет. Потребно е секој од нас да се прилагоди на вонредноста и да преземе крајно одговорно однесување. Единствен во оваа ситуација кој може да прогласи вонредна состојба е председателот Стево Пендаровски. Според Уставот, предлогот ќе се испрати прво до Собранието, а потоа, бидејќи Собранието е распуштено, предлогот се упатува на одлучување кај председателот на државата. Спасовски истакна дека вонредната состојба не значи по автоматизам ограничување на слободите и движењето на граѓаните, но одлуките ќе се носат на дневна основа, зашто граѓаните на земјата ќе бидат континуирано известувани. Спасовски уште еднаш апелираше граѓаните да бидат максимално одговорни и да ги почитуваат препораките со цел што побрзо да се надмине кризата и да се работи на санирање на последиците. Министерот за образование Арбер Адеми ги повика општините да организираат привремена онлайн едукација се до нормализирање на состојбата со коронавирусот. Како што кажа, прекинот на наставата ќе трае повеќе од 14 дена. Пристапивме кон дефинирање на конкретен план со кој децата во вакви вонредни околности нема пасивно да го минуваат времето дома, туку ќе го исполнат со совладување користни и едукативни содржини. Па така, освен што споделивме бесплатни апликации, дигитални алатки и содржини за учење од дома, кои според моите информации кои ги добивам веќе наоѓаат соодветна примена, на националниот телевизиски сервис Македонска радиотелевизија од понеделник почна да се емитува едукативна програма наречена ТВ Училница. Трите канали на Македонската радиотелевизија започна да емитуваат едукативни содржини по предметите кои учениците ги изучуваат на училиште. Наставниците од училиштата, потпомогнати од водителите на емисијата, реализираат лекции. Додека за децата од предшколска возраст се емитуваат едукативни емисии и приказни согласно нивната возраст. Црвениот крст ќе помага на граѓаните сместени во изолација, како и на повозрасните лица и хронично болните во снабдувањето со храна и лекови. Сите институции во Тетово имаат одредени насоки како да го продолжат своето работење во насока на превенција на ширење на коронавирусот. Во услови кога препораките на владата се да се остане дома и да не се излегува без некоја оправдана причина, Црвениот крст од Тетово ќе им помага на граѓаните сместени во изолација со храна и лекови по одлука на Институтот за јавно здравје, а истото се однесува и на повозрастните лица и хронично болните. Црвениот крст не се наметнува како организација да преземе некои работи што не сме надлежни ние, него ќе ги оставиме да институциите да работат за што се одговорни, со тоа што нашата работа е сега моментално да им пружаме помош во набавка на лекови или материјали на лицата што им е најпотребно, нели, сами кои се дома, болни лица, во години лица, со тоа што на дневна основа они ќе прават нарачка, а еднаш неделно ние ќе им ги носиме дома
Исто така да се напомене дека трошоците ќе ги сносат тие сами за набавка на лек, на леб, на било што. Исто така вчера со општинскиот локален кризен штаб, Црвениот крст е задолжен како центар да собира помош за воиднина ако дојде до поголема ескалација на ситуацијата. Ќе биде како собирен центар, една точка да биде за подобра организација. На кој начин да ви се обратат? Значи, на телефонот 044 336 374 од 09 сабајле до 15 часот попладне, секој работен ден. Согласно одлуките на состанокот на кризниот штаб на општина Тетово, сите институции имаат одредени насоки како да го продолжат своето работење. Според локалната самоуправа, тетовското здравство е целосно подготвено во однос на снабденост со опрема и персонал во случај на COVID-19, а од општината информираат и дека се мијат и дезинфицираат улиците во градот, а во петок пак ќе се врши дератизација на канализационите подрачја. Дел од институциите не работат, а останатите го редуцираа работното време, пошто препораките за нивните клиенти е да ги посетат само доколку имаат вистинска потреба. Во маркетите и аптеките деновиве има најголема посетеност, па повеќето од нив, според препораките за заштита, воведоа неколку мерки кои се однесуваат на потрошувачите, односно во објектите влегуваат само по неколку лица, а останатите чекаат надвор, секако со совет за одредена оддалеченост меѓу нив. И поголем дел од банките истакнаа правилници за однесување додека трае периодот на ризик од ширење на коронавирусот. Тие се однесуваат на држење растојание помеѓу клиентите, да не се носат деца во објектите, како и да се искористи можноста за електронско банкарство. Кај дел од угостителите во гостиварско нема дисциплина околу одлуките донесени за заштита од ширење на коронавирусот. Полицијата лиши од слобода сопственик на интернет кафе во чиј локал биле затекнати 12 гости. И покрај постојаните предупредувања и апели од надлежните институции да се почитуваат одлуките за превенција од коронавирус, кај дел од угостителите на гостиварското подрачје нема дисциплина. Полицијата регистрира втор случај на прекршување на правилата, при кој објект работел и внатре имало гости. СВР Тетово информираше дека вчера вечер во селото Добридол полициски службеници на надворешната канцеларија за криминалистички работи Гостивар лишиле од слобода 57 годишно лице, сопственик на интернет кафе, и го задржале во полициската станица. При контрола спроведена заедно со државниот пазарен инспекторат во објектот во селото биле затекнати 12 гости. Лицето постапило спротивно на владината одлука и мерките и препораките за заштита од коронавирусот и сторило кривично дело непостапување според здравствените прописи за време на епидемија, информира полицијата. Сопственикот на локалот во текот на денот треба да биде изведен пред судија во претходна постапка на Основниот суд Гостивар. За угостителот во чиј објект во Гостивар завчера беа затекнати гости, обвинителството бара парична казна. Инаку во првиот град на Вардар секојдневно се менува сликата. Вчера прекуден имаше гужва на градскиот пазар и вообичаено движење низ улиците. Денес можеше да се забележи дека фреквенцијата на луѓе по улиците е значително намалена. Пазарот од вчера попладне е затворен. Општина Гостивар реши со мегафон поставен на возило од противпожарната единица да ги повикува граѓаните да ги следат препораките за заштита од коронавирусот. Pogotovo centralne štopi, manj ničelen tuaj povitni urderat institucionove štetorove. Sevgili vatandaşlar, paniğe gerek yok ama dikkatle evet. Beraber başaracağız. Lütfen evinizde kalın, hijyenize dikkat edin ve milli kurumlarının emirlerine uyun. Dragi građani, nema место за паника, но за внимание да. Заедно ќе успееме. Ве молам, седете дома. Одржувајте ја вашата хигиена и следете ги наредбите на државните институции. Тедашно ќе бедам. Во Гостиварската општа болница во текот на вчерашниот ден беше извршена целосна дезинфекција на сите простории. Болницата ќе прима само итни пациенти.
Во Гостивар досега не е регистриран позитивен случај на корона. Кошаркарскиот клуб Гостивар официјално ги прекина тренинзите и ги распушти сите кошаркари поради прекинот на кошаркарското првенство. Коронавирусот направи хаос во спортот во целиот свет. Нема надпревари, нема тренинзи, спортските објекти останаа празни. Сето ова со цел да се зачува здравјето на спортистите, но и на спортските работници и публиката. Токму поради ова во Македонија беа прекинати сите првенства во сите спортови, меѓу кои и кошарката. Кошаркарскиот клуб Гостивар пред неколку денови ги прекина тренинзите, а сега и ги распушти сите кошаркари. Американците Донован Доналдсон, Малком Армстед и Ентони Ли заминаа во Соединетите Американски држави, додека Ѓорѓе Џелетовиќ се врати во Србија. Покрај странците и сите домашни кошаркари кои не се од Гостивар се вратија во своите родни места. Во време на ваква несакана кризна состојба, спортот секогаш преоѓа во втор план. Таква е ситуацијата и со КК Гостивар. Се прекинаа сите надпреварувања во кои учествуваме, како младински, така и прва лига сениори. Немаме конкретни информации до кога ќе трае ова и што понатака. Играчите, пошто здравјето секогаш во текот на цела сезона е во прв план, така и во овој пример се отпуштени дома. Странците дури замина кој за Америка, кој за Србија. За денес е закачан состанок онлайн конференцијски со КФМ, каде најверојатно ќе добиеме конкретни информации и насоки како би се завршило првенството или дали ќе има одложување за понатака. Нема друго што да напоменеме, салава Морничева слика празна, без публика. Ете да испратиме ние еден апел од КК Гостивар до сите наши сограѓани, навивачи, љубители на кошарката да ги почитуваат препораките, да останат дома и да го добиеме и овој противник што побезбедно. Се уште нема информација дали и кога ќе продолжи кошаркарското првенство. Се разгледуваат неколку опции. Да се прекине првенството комплетно и МЗТ Скопје како лидер на табелата да се прогласи за шампион, но и доколку коронавирусот биде совладан во скоро време, можно и продолжување на надпреварите. Но се уште сме во исчекување на официјалната одлука на Кошаркарската федерација на Македонија. Првенството беше прекинато после 17-тото коло, кога Гостивар беше на третата позиција на табелата со ефект од 12 победи и 5 порази. Донација денес Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН од Тетово и врачи на Бисера Јовановска, жителка на Тетово која спаѓа во категоријата социјално загрозени граѓани. За Бисера дознавме преку емисија на интернет што имаше и ние како Унија на млади сили дојдовме до иницијатива, дознавме дека има потреба од телевизор. Собравме средства, го купивме телевизорот и сега и го донесовме. Сега има препораки да се седи дома, поради вирусот и сега Бисера ќе може да гледа телевизија. 33-годишната Бисера Јовановска има здравствени потешкоти. Моментално не е вработена и живее во стан под наем. Оперисана сум од градата, ми најдоа тумор на дојката и мораше да се оперисам и после тоа операцијата руката почна више да ми се кочи, да не можем да работам со таа рука. Тоа е. И сега што ти е тебе потребно? Финансиски средства имаш доволно, земаш социјална помош? 5.000 денара. Земам за да платим кирија. Сега за струја, баке по куќите идем, поработуjem, да ја зачистим улаз, например, ако има негде зачистени, да ги чистим, за да можем струја да платим и помош од мојбе за таке, за леп да имам. Од пензија на пензија, што се вика, илјадарка ми дава, да онен, пошто и они са у тешка состојба, 20 са инвалиди, брат имам исто болен у Бардовце, па сега благодарение на што ми помогне за телевизорот и за машината, да можем да гледам телевизија по ова случајове со коронавирусот. Секоја помош од хуманите граѓани е добре дојдена за нашата сограѓанка Јовановска. Жител на Албанија нелегално ја преминал границата. Приведен жител на Шипковица. Следуваат деталите од полицискиот билтен. Ноќес околу 2 часот и 40 минути полициски службеници на СВР Тетово, Оделение за внатрешни работи Гостивар, го лишиле од слобода 23 годишниот ФЗ од Република Албанија.
поради сомнение дека сторил кривично дело, недозволено преминување на државната граница. Албанскиот државјанин ФЗ задржан е во полициската станица Гостивар за натамошна постапка. Вчера околу 20 часот и 30 минути во Тетовска Шипковица, полициски службеници на СВР Тетово го лишиле од слобода 54 годишниот ША од ова село во врска со кривично дело загрозување со опасно орудие при тепачка. ША задржан во полициската станица Тетово за целосно расчистување на случајот, пошто ќе биде изготвен соодветен поднесок.